Почитувани гледачи, добар ден. Медицинско катче на Слободен печат. Лето, високи температури, одмори. Доаѓа времето за посета на море или езеро. Се јавуваат стомачни вируси, повраќања високи температури. Што ако станува збор за дете? Кога е времето да се оди на лекар? Има ли разлика помеѓу вирус и труење од храна? Што е целијакија? Утрово на дел од овие теми ќе се обидеме да дадеме одговор со доктор Наташа Чучкова-Никчевска, педијатар, гастроентерохепатолог од приватната болница Аџибадем Систина. Доктор Чучкова, добар ден. Добар ден. Ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Ви благодарам на вас за поканата. Најавив дел за она што ќе зборуваме. Лето е, време за одмори, вируси и труења од храна. Постои ли разлика, бидејќи сте педијатар, посебно ќе обрнеме внимание кај децата, кога е време да се однесе детето на лекар, кои се симптоми се присутни за тоа? Да, летото е период кога се почести троењата од храна поради високите температури и оставањето на храната на некоја собна температура, каде што може да се намножат бактерии на површината или истата да биде термички необработена, па доаѓа до манифестација на троење на храна, односно појава на повраќања, диареи, температури, дехидратација. Генерално вирусните цревни инфекции од типот на ротавирус, аденовирус, норовирус се почести во зимскиот период. Во однос на клиничката слика може да се видат некои суптилни разлики, да речеме троењето со храна се многу по-брзи во однос на симптоматологијата. До 2 до 3 часа, најмногу до 6 часа се појавуваат гастроинтестиналните симптоми, додека кај вирусната етиологија од инфекцијата до појавувањето на симптомите е некој подолг период. Меѓутоа, генерално, како родителите би познале, тешко дека ќе разграничат дали се работи за труење за храна или се работи за некоја цревна инфекција што е од вирусна или бактериска природа. Со повраќањето, обично се врзува со возраста на детето. Доколку е помалон или треба побрзо да се интервенира. Ајде тука малку да им објасниме на гледачите кога е време да се посети лекар. Така, во однос на гастроинтестиналните симптоми, повраќањето или диарејата или губитотите на течности е тоа што не загрижува, односно можност на кај малите деца да дојде до дехидратација поради физиолошката состојба на децата, редистрибуција на течностите и склоноста кон побрза дехидратација. Кога треба да се одбратат на лекар? Секогаш кога изнесот, односно губитокот на течностите е поголем од внесот на течностите и кога општата состојба на пациентот, односно детето, не е добра. Детето е клапнато, малаксано, истоштено, не може да внесува течности преку уста, значи оневозможен е патот орален за рехидратација, или губитоците на течности се многу големи и велиме повеќе од 4 диареи на ден, веќе е балансот на течностите засегнат. Зошто е тоа битно? Бидејќи самата дехидратација доведува до електролитен дисбаланс, што понатаму буди, да кажеме, една клиничка слика на гадење, повраќање, на една малаксаност, па и дополнително е отежнат внесот на течности. Во сите болести, независно дали се гастроинтестинални или се работи за една гнојна ангина, за некоја пневмонија или било каков инфективен синдром, најбитно кај децата е балансот на течностите, односно да не дојде до дехидратација. И тоа е тоа што можат родителите во домашни услови да го направат. Ако да речеме почнало да повраќа во првите саат до сати нешто, да престанат внес на храна и течности за да се смири рефлексот на повраќање. Сега имаме на пазарот препарати од типот на концентрат на ѓумбир, што го намалуваат гадењето. Некогаш се достапни и супозитории на истиот тип за да го намалат гадењето и потоа да почнат орална рехидратација со електролитни раствори. Електролитите се губат и со повраќањето, и со потењето. Значи не е доволно само вода. Најдобра рехидратација е со електролитни раствори на уста.
Во однос ако се невозможен тој пат орален, не може да се внесе, едноставно детето не запира да повраќа, тогаш е момент кога треба да се обратат на лекар, бидејќи не можат да го спроведат процесот на рехидратација. Така. Околу лековите, односно додатоци во исхрана, бива една препорака пред годишните одмори, што се треба да се носи како прва помош во како прва помош при одење на одмор, електролитите, некои препарати од типот на ѓумбир, за да се, ако дојдат во таква ситуација да има гадење, да има лошење, да се дадат. Многу чести се каснувањата од инсекти на плажите, од комарци, од муви, така да има гелови на база на антихистаминици, што ќе го намалат свработ, црвенилото и отокот. Мора да се внимава кај дечињата што се склони кон алерги. Има одреден тип на дечиња што прават бурни алергиски реакции при некаков обид, тие знаат во консултација со матичните или со нас или со пулмоалерголозите, дури си носат и едно како пенкалце, епипен, за да не настане тешка алергиска реакција, еден парацетамол или ибруфен во однос на температурата и отприлика толку капки за нос. Не ни треба антибиотик за на одмор, бидејќи се почесто Не, генерално, ние него сите генерално избегнуваме давање на антибиотици, а особено избегнуваме давање на антибиотиците кај гастроинтестинални симптоми, дури и кај труење со храна или да речеме бактериска инфекција. Ентеритот предизвикан од салмонела не ја лекуваме со антибиотик. Спомнавте алергии. Се почесто се зборува за алергии на храна, како последица се појавува целијакија. Ајде околу алергиите на глутен да позборуваме малку, бидејќи се повеќе се појавува кај младата популација, меѓутоа и потешко се открива. На почетокот има слични вакви симптоми, гадење, повраќање, кај некој ослабење, за да потоа со детална анализа се испостави дека станува збор за алергија на глутен. Така да, алергискиот одговор е тип на имун одговор кога имаме IgA посредуван одговор на некаков алерген во однос на храната. Тамо и се должи и алергијата на глутен, што е слична во механизмот, како да речеме алергијата на протеини на кравје млеко, алергијата на јагоди, алергијата на кикиритки и така натаму. Тоа е алергиски тип на одговор што доаѓа при ингестија на храната со црвенило или повраќање или диареја, и е различен тип на одговор од тоа што се нарекува целијакија, односно нетолеранција на глутен. Нетолеранција на глутен е автоимун одговор на организмот против проламините, односно протеинската фракција на глутенот што се наоѓа вржот во јачмето, во пченицата. Кај целијакијата доаѓа до активација на автоимунниот одговор, бидејќи тие глутенските партикли на храната не можат доволно добро да се разградат, па потекнуваат автоимунен одговор со активација на тумор некротичен фактор, со интерлеукини и практично телото го напаѓа сопственото тело. Така, станува збор за автоимуна болест? Станува за автоимуна болест. Така да целијакијата, нетолеранцијата на глутен, односно целијакијата автоимуна болест во групата со автоимуни болести, како што е да речеме витилигото, како што е автоимунен диабет, псоријазата, автоимунен гастрит, хепатит, и тоа е една сериозна работа кога е активиран целиот организам и може да има долгорочни реперкусии. Во однос на алергијата на храна и на алергијата на глутен, навистина е многу почеста. Треба да се испита не само алергијата на глутен, таа се испитува или преку кожни алерготестови, што се најрелевантни за давање на златен стандард, да видиме дали навистина е реакцијата присутна на алергија, и потоа со проминирање на алергискиот одговор, значи давање на антихистаминици, тргање на глутенот или другите алергени од храната што прават алергиски одговор на одреден период, 6 месеци, година дена, 2, кога ќе се стише алергискиот одговор, односно IgE посредуваната алергиска реакција, а потоа кај некои пациенти, односно кај повеќето, ќе се стикне толеранција на таа храна, па ќе можеме постепено да ги воведуваме истите продукти во исхраната. За разлика од тоа, кога се работи за автоимуна болест, односно целијачна болест,
глутенот и продуктите од глутенот доживотно не може да се внесуваат. Значи, тоа е глутен-фри диета до крајот на животот. И кога ќе се смири имуниот одговор, нели во секојдневната пракса ние ги испитуваме антителата против глутен, против трансглутаминазата, глендинските пептиди, ендомезијални антитела. Тие се, да речем, покачени. Тие не се некој ориентационен фактор дали болеста целијакија е активна или не. Кога еден пациент ќе го ставиме на безглутенска храна, тој треба да внимава буквално во се да нема глутен, дури и во продуктите што по природа не содржат глутен. Глутенот го има во житарките. Така. Не би требало да го има во месните производи, не нормално да се животинско потекло. Но во нашата индустрија преработка на месото, еве да речеме на пршутата, како подобрувачи на вкусот, се ставаат некои екстракти од глутен. Исто така, некои продукти во кикиритките нема глутен, но тие се обработуваат или се мелат или се пакуваат во истите фабрики каде што има и глутенска храна на истите линии. Тогаш кроз контаминацијата со глутен е можна и кај пациентите со глутен и дури такви мали частички на глутен знаат да прават проблем. И спомнавме во однос на тестовите. На стартот тие антитела против глутен не се покачани, како го ставаме пациентот на диета, така ги следиме дали навистина е на диета и дали се смирува имуниот одговор. Тие ќе додадат на некоја нула ниво или ќе бидат недетектибилни. Тоа не значи дека пациентот може да се врати на исхрана со глутен. Тоа е една порака од мене до гледачите, да не мислат, често ми доаѓа да речем и пациенти и од Македонија и од Косово, каде што вика да имаш антитела за глутен, докажавме целијакија, ама сега докторке нема веќе. Тоа значи дека е добро воден пациентот, не дека автоимунниот одговор. Значи тие пациенти практично остануваат цел живот на диета. Цел живот на строга безглутенска исхрана. Така. Околу пакетите кои што ги нудите во Систина сега за испитување на дел за она за што зборувавме. Имате неколку пакети, цените се намалени, малку повеќе околу тоа за гледачите, бидејќи е сепак летен период, склони сме на секакви инфекции. Така, менеджментот во Систина со нашата молекуларна биологија и нашата лабораторија биохемиска со цел да им се пружат подобри услуги и здравствени и подостапни услуги кај нас, направи пакети што најчесто се користат во одредени тип на заболувања кај децата, така да тие се некаде 18 или 20 пакети што се проширени во однос на патологијата која што испитуваме. Да речем, најчесто во основната пракса кај температури, настинки, повраќања користиме крвна слика ЦРП, брисеви, урина, тие се со промотивна цена од некаде 780 до 1000 денари. Постои гастроинтестинален пакет каде што испитуваме зафатеност на гастроинтестиналниот систем кај вирусни инфекции со анализа на изметот за фецесот за рота аденовирус, норовирус, за копрокултура, за бактерија. Исто така, такви пакети постојат во однос на реуматолошките болести, во однос на нефролошкото следење, но во однос на невролошкото следење и се доста прифатливи во однос на цената, како еден наш потек да може да ги, да речем, квалитетно контролираме и менеджираме пациентите. Зборувавме за диареи и за повраќање, меѓутоа кај малите пациенти се случува да имаат и запек, односно затвор. Што тука, значи состојбата е сосем различна од она претходно за што зборувавме. Да. И тука една препорака, бидејќи еве периодов има овошје, нели, кое што треба да го конзумираат, меѓутоа сепак станува збор за мали деца кои што се карактери и имаат вкус, така да е многу тешко да им се даде нешто што не сакаат. Така, да. Тврдата столица генерално кај 80-90% се должи на типот на исхраната, односно внесот или невнесот на влакнесни материи, вода или течни продукти од типот на зеленчуковашје. На вистина пациентите, односно децата си имаат свој вкус, избираат што сакаат да јадат, но една препорака да не звучам грубо, тие немаат мислење што треба да јадат до 3 години. Ние сме тие што треба да им
да им кажеме, односно да им дадеме некаков тип на храна. Во ред е да преферира одреден тип на вкус, но не значи дека детето ќе го води моментот како ќе се исхранува. Така да генерално и за децата над година дена и за нас возрастните храната се базира на зеленчук, овошје, месо, јајца и домашно приготвени продукти што се во моментот, да речам, сезонски кај нас. Различни култури различно ја приготувуваат храната и треба да се прави еден баланс. Можам да дадам совет, да речеме, ако не сака да дадат овошје, може да дадат смути, сега веќе има и достапни некои продукти како смути, што се како ужинка за да внесат овошје. Да направат некаква густа супа, па сите да почнат да јадат по дома како ритуал. Многу е битно типот на храната и нутритивната вредност не само за констипацијата, туку понатаму за целокупното здравје. Преку нејзе се внесуваат и минералите, витамините и се формира и микробиомот на цревата. Каква индивидуа ќе направиме понатаму во животот зависи многу и каков тип на храна ќе дадеме. Во однос на обстипацијата, значи прво да почнат со домашно приготвени, да речем, компоти од слива, смоква, повеќе вода, зеленчуци и така натаму. Ако во некои моменти имаат навистина тврдокорна обстипација, се даваат лаксативи што не прават зависност на цревата, од типот на макрогол или ефекол или порталак, што можат и долготрајно да се користат 2-3 години. Секако кај пациенти што има потреба, да речеме, кај тие што се со невролошко оштетување, што покрај невролошката симптоматологија имаат малку поспора перисталтика на црева, па кај нив имаме хронична констипација. Тоа што го гледам во секојдневната пракса, за жал не беше така порано, е многу голема присутност на паразитите во нашата популација. Дури е неверојатно, некаде 70-80% од пациентите што доаѓаат со хронична констипација имаат некако тип на паразитарна инфекција. Не би знаела да кажам на што се должи тоа. Тоа беше прашањето на што се должи тоа. Можам само да шпекулирам, да кажам дека можеби не се води толку сметка со каква вода се наводнува зеленчукот и овоштието, бидејќи во секоја вода од канал, да речеме, содржи некаков тип на паразит. Не се одмиваат толку продуктите. Некогаш кога имаме подолготрајна констипација и сме ги исклучиле некои анатомски проблеми или некои други проблеми во однос на исхраната, треба да помислиме на паразити и да испитаме. Така. Докторка, за крај на интервјуто една препорака до пациентите, до вашите практично пациенти и до родителите. Препорака да си ги хранат децата квалитетно со домашна храна, да избегнуваат сега во летните периоди, знам дека е брз животот и дека сите сакаат од некаде нешто да купат, но ако е тоа нешто купено да биде тогаш направено квалитетно и термички обработено, да не се остава храната на собна температура повеќе од половина час во летното време, бидејќи претставува ризик за труење со храна и за цревни инфекции. Генерално сега е летно време да ги пажат дечињата од изгореници, од сонце, кога ќе одат на море да се стават капша, да се стават фактор за заштита и да даваат доста сезонска храна, еве има лубеници, може да надокнадат со тоа течности, овоштија и така натаму. Ви благодарам, доктор Чучкова. Ова беше доктор Наташа Чучкова-Никчевска од приватната болница Аџибадем Систина. Се надевам дека ви помогнавме во подготовките за одмор. Слушнавте што се треба да ставите во вашите куфери и рачен багаж. Ви благодарам за вниманието. Секако останете со нашата програма, следете го веб изданието и очекувајте го издавањето на Весникот. Ви благодарам уште еднаш.